Разговараме со подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз и се уште актуелен градоначалник на општина Струмица, господин Зоран Заев. Господине Заев, добар ден. Добар ден. Се наоѓаме во еден период пред почетокот на изборната кампања за локалните избори, во кој што вие како подпредседател на најголемата опозиција Социјалдемократскиот сојуз официјално сте во бојкот на изборите. Меѓутоа, во јавноста излезе еден предлог од Социјалдемократскиот сојуз со кој што се обидувате да ги надминете недоразбирањата со актуелната власт. Колку вие често разговарате со господинот Груевски, зборувам како партија, што се предложивте за да се надминат недоразбирањата? Кој е поинаетлив, опозицијата или власта? Еве вака, јас ќе ги кажам нашите гледишта на сето она што се случуваше во изминатиот период, за кој што делумно или воопшто јавноста не е информирана и треба да се знае дека во овие изминати месец дена, можеби месец и половина, се обидуваме да постигнеме политички компромис. Зошто? Заради тоа што сме исправени пред иднината на државата. Апсолутно Македонија е пред известно решение на извештај од Европската унија, дај Боже разрешување на проблемот со Грција, добивање на НАТО статус, датум за преговори и слично, кој што за мене значи исклучително срекна економска иднина на моите граѓани, пред се како човек зборувам. А сигурно како политичар е оврска чувството дека граѓаните треба да живеат подобро и политичарите треба да сторат се што можат за да граѓаните живеат подобро. Така да и мојата политичка партија, кој што многу често во овој период дебатираше, разговараше, отстапуваше, се случуваа неколку работи. Значи, овде беше вклучена и меѓународната заедница, заради дигнитетот нема да спомнувам кој што и како, но падна во меѓувреме многу предлози. Јас ќе соопштам неколку предлози. Еден од предлозите беше доколку заедно, пред се власта, но и опозицијата, го решаваме проблемот со Грција. Тогаш е логично да нема предвремени парламентарни избори. Тоа значи раскршување на рейтингот на политичарите, кога се решават крупните прашања за државата. И многу е логично да нема предвремени парламентарни избори. Таквиот предлог беше одбиен од владеачката партија. Понатаму следуваше предлог во кој што предложивме мораториум се до јули. Значи враќање во парламентот, нема предвремени избори, учество на локалните, па после јули со позитивен извештај, дај Боже, решение на проблемот со името, со зачуван дигнитет на државата, значи националниот идентитет, јазик и слично, да продолжиме да дебатираме политички. И тој предлог беше одбиен. Третиот предлог беше доколку навистина нема излез на решението на проблемот со името, продолжува државата да функционира, тогаш предлагаме премиерот Груевски да избере датум за предвремени избори не подоцна од март 2014 заедно со претседателските избори. И тој предлог беше одбиен. Последниот предлог кој што беше официјално даден беше од претседателот Црвенковски, каде што апсолутно отстапуваме од нашиот став предвремени парламентарни избори заедно со локалните под фер и демократски услови и соопштивме дека доколку победиме на локални избори, во септември крајот да има предвремени парламентарни избори. Тоа беше јавно одбиено. Некни ако не се лажам, во четвртокот стигна писмото од Филе, каде што како сериозна партија почувствувавме порив дека треба да реагираме. Навистина препораката е во Скопје, власта и опозицијата да го решат проблемот. Тоа значи давајте предлози дали од власт или од опозицијата ако има решение. Посебно кога Европската комисија недвосмислено ни дава за знаење дека е заинтересирана за Македонија, дека сака да помогне и слично. Последниот предлог кој што го преформулиравме е овој. За него имаме најава на некој негативен одговор, но се уште немаме одговор. И така да последниот предлог кој што го дефиниравме и беше испратен до власта, еве денеска ќе го повторам пред вашиот медиум, за да може власта и да се изјасни ако воопшто чувствува за потребно да се изјасни во овој период. Предлогот гласи вака: прва точка, го прифаќаме предлогот на претседателот Иванов, кој што предлог е прифатен од ВМРО ДПМН за учество во експертската комисија и при тоа предлагаме конституирање на таа комисија до почетокот на кампањата. Втора точка е го прифаќаме предлогот на премиерот Груевски заедно да донесеме изборен законник со вградени препораки на ОПСИ и ОДИХР и при тоа да испратиме убава позитивна порака до меѓународната заедница. И за тоа требат неколку денови. Третата точка е го прифаќаме предлогот на премиерот Груевски за засилен мониторинг на локалните избори. За договор на тој засилен мониторинг требат неколку денови. Четврта точка е за првите три точки
Очигледно е дека се потребни некои околу 14 дена, кои што се сосема доволни за опозицијата да се подготви за учество на локалните избори. И петата точка е преформулација на последниот наш став. И гласи: доколку коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН добие подршка со еден глас повеќе на советнички листи од коалицијата предводена од СДСМ, предвремени парламентарни избори нема. И тука нема никаков ултиматум. Веднаш се поставува прашањето што тоа ако СДСМ победи на избори, СДСМ ако победи на избори може да си бара предвремени избори, но власта може да одлучи да не ги даде. Ова е вин-вин ситуација. Ова е ситуација каде што нема суетје, каде што Социјалдемократскиот сојуз пред донесување на крупните одлуки за идни чекори на делување во овој период го дава како предлог до власта, како поривна реакција по препорака на Фуле за воспоставување на диалог. Зад нас, потенцирам, стојат 439.000 гласови легитимирани на последните предвремени парламентарни избори. Истовремено, доколку не е нешто јасно, има некои детали кои што не се јасни за власт, прифаќаме, предлагаме лидерска средба да ги појасниме. Очигледно овде мора да се промени закон, изборен законник, за да биде тоа прифатено. И четврта работа, овој предлог доаѓа од Социјалдемократскиот сојуз исклучиво како потврда дека верува во добрата иднина на Република Македонија, во воспоставување на политички диалог и евроатлантски перспективи на Македонија. Дефинитивно, овој предлог треба да биде прифатлив за сите, се со крајна цел да го симнеме она што значи неизвестност кај граѓаните и при тоа да покажеме доблес пред сите они од надвор кои што сакат да ни помогнат, дека сме зрели, дека знаеме да отстапиме, дека знаеме дури ако треба и да се понижиме со вакви отстапувања кои што ги правиме сите во оваа земја, за да се постигне компромис. Ако има некоја реакција, се надевам дека власта ќе реагира и ова го давам како став на Социјалдемократскиот сојуз, не само како потпредседател, заради тоа што тоа беше дискутирано во СДСМ и беше отприлика утврдено, докај се сме спремни да одиме, се во функција на постигнување на конечната цел. Докаде всушност сте спремни да одите? Доколку еве овој последен предлог, рековте дека пред 1-2 дена е доставен до власта, што ќе превземете? Имате ли опција? Како ќе реагирате во следниот период, бидејќи за неколку дена и треба да почне официјално? Вака после писмото на Фуле, предлогот во четврток поручекта беше доставен директно. Има некои наговестување на одбивање, но немаме официјално соопштение дека некој го одбива тој предлог. И ние искрено веруваме до последен момент во воспоставување на политички диалог. И тоа мораме така да го веруваме заради тоа што постоиме за овој народ, постоиме за оваа земја. Секогаш сме за разговор и за изнаоѓање на решение. Јас не би сакал да дојдеме во ситуација кога Социјалдемократскиот сојуз ќе мора да носи одлуки заедно со опозиционите коалициони партнери, што понатаму. Се плашам од тие одлуки да нема враќање, да бидат лоши за државата, да представуваат некоја прагма и пракса од која што дефинитивно ќе воспостави лоша практика во државата. Ќе пуштиме уште посилни сигнали. Но она што го знам во перцепцијата на политичарите со кои што работам од опозицијата, ние имаме намера да живееме во оваа земја. Ние имаме намера да се бориме во името и за сметка на сите тие 439.000 гласачи, па дури за целиот свој народ. Ние имаме своја улога во општеството. Немаме намера да бидеме неми, да не снема, да живееме надвор од државата и само да почекаме 25 март да дојде, да осамне со целосно 100% советници од ВМРО-ДПМН, сите градоначалници од ВМРО-ДПМН, во парламентот само ВМРО-ДПМН, владата од ВМРО-ДПМН, председател од државата ВМРО-ДПМН. Ова е нелогична ситуација, претпоставам и за власта. Ова е фиксна потврда за едноумие. И не постои нешто друго. Ова е состојба од кое што не верувам како понатаму ќе се излезе на крај. Така да пред се и над се веруваме во диалог, во решение, и тоа ќе го предлагаме буквално се до денот на изборите. Теоретски до тогаш постојат шанси за разговор. На 24-ти дефинитивно е денот на изборите од каде што повеќе нема враќање, така да верувам дека сепак на крајот ќе проработи разумот кај сите. Има ли СДСМ тешки денови? Колку се вистините тврдењата за внатре-партиски пребирање? Еве вака, некој бара подлога за секаков вид на приказки од тоа што се дебатира во СДСМ.
Во една демократска партија многу е логично да има различни ставови. И за тие различни ставови ние дебатиравме. Така да многу често Црвенковски отстапува од својот став, кога јас, Гордан, Ана, Зоран, Андреј дадат став кој што држи. Или ние пред ставот на Црвенковски или било кој. Така демократски се дебатира, градејќи ги конечните ставови на политичката партија. Но во време кога СДСМ е исправена пред предизвикот кој што значи иднина на Република Македонија, застапува 439.000 гласови, некој да бара оставки од Црвенковски. Тоа Црвенковски сам да го направи во овој период, апсолутно е нелогично. Значи, што значи обезглавување на лидерот на опозицијата, не само на СДСМ, во период кога опозицијата е исправена пред овие предизвици заедно со целиот македонски народ натре. И апсолутно се шпекулации, приказни за мали деца, дека некој тоа побарал оставка од Црвенковски, па дали тоа требало сега да се случи во овој период или слично. Апсолутно го почитувам личниот став на Црвенковски. И знам зошто го дава, заради тоа што многу често е обвинува дека тоа е негова лична битка. Заради тоа го соопшти дека не е кандидат за председател на СДСМ на наредниот конгрес. Но наредниот конгрес е мај. Ние пред мај имаме толку значаен датум, 24 март, кој што не ни дава никакво право да бидеме себични, да дискутираме за внатрепартиски работи пред државните работи. И апсолутно ви тврдам дека ниту постои форум, ниту постои било каква дебата каде што се разговара за оставка на Црвенковски, не знам, замена на Црвенковски во овој период или слично. Тоа се апсолутно шпекулации и можем само да потврдам. Кому тоа би му користило сега оставка да даде Црвенковски на власт? Тој ги пуштате. Тие ги пуштат тие шпекулации. На опозицијата не ја одговара да биде обезглавена во овој толку значаен период за државата. Ево уште едно прашање, кое што мислам дека и струмичани би сакале да го слушнат одговорот. Му беше ли тешко на Заев да се откаже од Струмица, со оглед дека е еден од најголемите фаворити за победа во овој град и има 2 мандати? Колку и да изгледа себично кажано, јас ќе го кажам. И од опозицијата и од власт бев единствен, признаен, иден победник на локалните избори. Апсолутен фаворит од било кој друг кандидат за градоначалник на овие избори. И тоа ми е апсолутно јасно. Тоа го знаат струмичани, тоа го знаат сите во јавноста и ме боли, ме пече, ме гребе душата и слично. Значи, јас сум човек кој што апсолутно знае дека победата е на тацна, новата градоначалничка фотелја со мандат од 4 години е на тацна и носите одлука да не се кандидирате. Но, зошто тоа го правам и го правиме како опозиција, апсолутно не е нерелевантно. Многу е важно. Иднината на мојата земја е во прашање. Јас сум член на опозицијата и прилично влијателен член на опозицијата. Јас верувам во подобра иднина на оваа наша земја. Не можам да се скријам во идната градоначалничка фотелија и да молчам за тоа што го гледам, што се случува во државата. Се чувствувам повикан да реагирам за нормализирање на состојбите во државата. Секогаш и во едно семејство, и во една фирма, и во една општина, и во државата има приоритети. Прв приоритет на сите ние е Република Македонија. Втор приоритет се нашите лични аспирации, општините, нашите лични планови, семејни планови и слично. Ако се ја изгубиме државата, тогаш губиме се што имаме и планови, и наши перцепции за иднината. Така да, на чисто сум со овие одлуки. А да боли, боли. Сигурно дека боли. Ви благодарам многу за тоа. Благодарам и на вас.